На третиот ден од меѓународниот летен кампус 2014 за првпат се спроведе практична вежба ориентационо-кондиционен марш на непознато земјиште Land Navigation, каде 144 питомци од Македонија, Соединетите Американски држави, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Косово, Германија, Црнагора, Бугарија, поделени во 18 мултинационални тимови, работеа на топографска карта по НАТО стандарди со УТМ координатна мрежа издадена од Воената академија. Во претходните 2 дена е реализирана настава на сите питомци, при што е извршена географска и топографска ориентација на земјиштето и практично беа покажани основните информации на топографската карта Штип 3 и теренот на кој се изведуваше денешниот марш. За време на наставата се повторија основните знаења од предметот воена топографија и се разменуваа искуства и постапки за работа на карта во секоја од земјите учесници. Целата настава и реализација на вежбата е изведена од страна на капетанот магистер Александар Петровски, асистент на Воената академија по предметот воена топографија, со директно вклучување во наставата на најдобрите питомци по топографија, питомец Симона Наумова од 3-та година и питомец Михајло Тошевски од 2-та година. Целта на денешната вежба беше да се запознаат сите питомци со теренот, да се проверат во основните знаења и техники на читање на топографска карта и одредување на дадени координати на карта и пронаоѓање на истите контролни точки на околното земјиште. Секој од тимовите беше воден од тим лидер од различна земја учесник на летниот кампус со 7 питомци од сите земји учеснички. Нивните командири, кои се одговорни за нив, исто така беа ангажирани на контролни точки, придружувани од офицери и подофицери од Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија и беа директно вклучени во наблюдувањето и текот на реализацијата на вежбата. Крајниот резултат е успешно изведена вежба на општо задоволство на сите питомци учесници во истата, а со самото тоа, Воената академија докаже и покажа уште еднаш дека располага со стручен кадар и капацитети за обука согласно НАТО стандардите. Со ова, нашите питомци докажаа дека се обучени и можат да работат рамо до рамо со питомците и армиите во регионот и земјите членки на НАТО.